средства за планирането за Богопопов за шахи. Пред се сакала да се благодарам на Планиновска книгливата, што ми ја довери ова монографија да ја дизајнирам. Радоста огромна, честа уште поголема, а отговорноста најголема цел. Зошто? Ќе видите во самата монографија дека Богопопов покрај неговиот широк опус, бил планинар, скијач, инструктор, ски судија, ентузијаст, меѓу другото бил графички дизајнер. Така што ќе видите дека таму има брошури кои што ги работел за Шар планина, кои што денес се мирани луѓе. Паноата за шарпланинските купови сведочат исто така за неговата естетика, развиена око за дизајн. Така што многу е тешко да ја работите монографијата за Богопопов, да имате некој дела кои што се навистина нерадени луѓе. Затоа сведочат и неговите две ќерки кои што нам голямо задоволство се денес на нас, кои што му помагале во самиот процес на креирање на тие паноа, затоа што нели зборуваме за 1930 и некоја година, се работело рачно, немало Photoshop, немало AI. Така да задоволството и одговорноста се огромни. Што се однесува до дизајнот на самата монографија, излегува од рамките на секоја дефиниција за монографија, затоа што описот на активноста на Богопопов е толку широк што не може да се врами во едни постоечки маргини кои што се стандардни за било која монографија. Така што самата содржина на книгата и фотографиите на Богопопов го диктира самото себе. И на крајот, би сакала да се благодарам на сите оние членови на Планинарска книгливата, на моето семејство за разбирањето и трпеливоста и поддршката во целиот овој процес, затоа што ние сите живеевме една година без престан со Богопопов, се будевме и се спевавме. Фала ви на сите.